стараме се станат максимално, ќе видите сите слушани и да одговориме на вашите прашања. Пред се една голема благодарност за големото гостопримство тука во општина Делчево и многу вака ми е кефи задоволство што навистина има голем одзив од страна на бизнис секторот за ова средба со официјални представници, јас како заменик министер за економија и труд на Република Македонија, владата е представник и секако заменик директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија. Ова средба ќе отвори многу теми. Она што сакам за вовед да го кажам, дека ова влада, предводена од премиерот господинот Христијан Мицкоски, навистина направи многу пред се во економијата во овој, да речам, изминат период, малку повеќе од една година. Она што беше најбитно беше да се стабилизира државата. На почетокот знаете каква почетна основа имавме. Почнавме од минус, не би рекол од нула, туку од минус, за да дојдеме до нула и сега имаме некоја нагорна линија, позитивна нула, што значи македонската економија тргнува во нагорна линија, што е добро и за вас, за бизнис секторот, меѓутоа пред се и за граѓаните на Република Македонија. Од она што можевме да го видиме во минатиот период, имаме засилено делување скоро на целата територија на Република Македонија преку реализација на голем број на капитални инвестиции, кои што капитални инвестиции пред се со помош на средства од владата, дали тоа е преку унгарски кредит или преку разни активни мерки од различните министерства, беа доделени на општините и локалните јавни институции и предпријатија, капитални проекти кои што моментално се реализираат, реков, во сите општини на целата територија на Република Македонија. Беа откочени голем број на инфраструктурни проекти кои, знаете, во минатото беа закочени, се работеше години и години и никако не се гледаше крајот на истите, меѓутоа еве за нешто повеќе од една година веќе имаме отворено на многу битни артерии во Македонија, би рекол, а тоа се главни магистрални патишта, автопатишта, локални патишта и така натаму. Меѓутоа и многу голем број други капитални инвестиции. Она што не радува, секогаш ние се базираме на статистички податоци и статистиката покажува дека македонската економија е на добар пат. Знаете дека ланската година беше рекордна во Македонија по привлекување на странски инвестиции, дали тоа беа гринфилд инвестиции или други инвестиции во различни делови на индустријски, отворање нови индустријски капацитети, меѓутоа и постојаните капацитети, така да годината завршивме со преку 1.200 милиони евра инвестиции. Истото што сакам да го кажам дека бруто домашниот производ е во еден голем раст во овој период во Македонија, индустријското производство е исто така во голем раст, меѓутоа да напоменам и тоа дека животниот стандард кој што ќе представува и ќе представува еден од главните проблеми во иднина во Европа, светот, Македонија не е исклучок, сепак го држиме на едно пригодно ниво да видиме, да речам, во однос на другите околни држави да имаме одредена предност. Животниот стандард, знаете дека инфлацијата како параметри започна пред неколку години кога беше ковид кризата со дури рекордни 19%, па беше намалена на 9-10%, сега со влада некаде околу 4,5% и со тенденција на намалување во наредниот период, со голем број на мерки, промена на закони што ги правиме, воведување и имплементирање на нови закони и се надевам дека до крајот на годината процентот би бил некаде околу 3%, а понатаму со тенденција на опаѓање, значи за да имаме еден минимален процент на инфлација кој што ќе ги задоволува и оние европски стандарди и примери во околните држави. Исто така, се извинувам, имаме ова година и активен оперативен план кој што е најголем историски, изнесува 40 милиони евра со голем број на активни мерки кои што се надевам дека и вие како бизнис сектор ги искористивте во минатиот период или аплициравте за овие одредени мерки.
Најактивна мерка беше секако самообработувањето, затворање на собствени бизнеси на млади предприемачи и невработени лица. Да не ги спомнувам сега, повеќе Весна би ги објаснила тие работи, и исто така помош за вработување на млади и невработени лица на постојаните субјекти, правни субјекти во Делчево и во Република Македонија, исто така поддршка на зелената економија и голем број на други активни мерки кои што беа поддржани со многу поголеми финансиски средства од минатото. Меѓутоа имаше и нови мерки, една од мерките беше вработување на 350 некаде пожарникари на територијата на Република Македонија, кога и Македонија има и најголеми проблеми со справувањето со овие пожари кои, дали намерно или ненамерно, не можам да кажам, меѓутоа ги има доста во овој период во Република Македонија, што прават и голем проблем во нормалното функционирање на државата. Исто така имат и активни мерки од Министерството за економија и труд, мерки кои што значеа и поддршка на малите и средни предпријатија, на занаетчите, поддршка на предприемништвото, вадење на современи халал и хасад стандарди и поддршка на бизнис ангели и така натаму. Тие мерки ги знаете, секој се активни во програмите на Министерството за економија и труд, и еве од оваа година финансиската поддршка и инвестиции влегува во рамките на Министерството за економија и труд, така да и големите компании оваа финансиска поддршка до 1 милион евра ќе можат да користат токму од владата и ова Министерство за економија и труд. Нема многу да должам, сакам да отвориме на отворена и заедничка дискусија, да кажете што треба да се поправи понатаму во овие програми и мерки, ние тоа да го прифатиме, бидејќи вие сте реалниот сектор и вие сте тие што треба нам да ни кажувате и да ги оценувате мерките, дали се добри, дали не се добри, дали треба да се променуваат во одреден дел, дали треба да останат или воведат нови мерки за поддршка на фирмите. И секако би произлегло и некој друго конкретно прашање кое што сме тука и доколку сте во можност и е од делокругот на нашите надлежности и работа ни е да ви го одговорите. Јас тука ќе прекинам со моето воведно излагање, да отвориме дискусија, нормално би дал збор 2 и да се обрати господја Весна Пешова, која што е заменик министер заменик директор во Агенцијата за вработување на Република Македонија. Повеле Весна. Добар ден и од мене. Се слуша добро. Добро дошло. Ми представува посебно задоволство и чест што денеска сум тука со вас да ги слушам. Значи, ми представува посебна чест и задоволство што денеска тука има можност со вас да оствариме непосредни разговори, да не ги представите вашите проблеми со кои што се соочувате, да ги слушнеме вашите идеи и предлози, се во насока на подобрување на нашите услуги како Агенција за вработување. Агенцијата за вработување го имплементира еден од клучните документи, оперативниот план, значи секоја година, оперативниот план за активни политики и мерки за вработување. Тоа е клучен документ кој што го имплементираме и истиот ја представува нашата заложба, ја изразува нашата заложба за намалување на невработеноста, за зголемување на вработеноста и за создавање одржливи работни места. Оперативниот план содржи активни мерки како за невработените лица, но и за вас, работодавачите. Значи, секогаш пред донесување на оперативниот план, ние како агенција, заедно со надлежното Министерство за економија и труд, правиме обсежни анализи и секогаш се трудиме да ги имплементираме барањата и на невработените, но и на вас, работодавачите, значи од активните мерки да представуваат одговор на вашите барања. Досегашните мерки кои што согласно годишниот оперативен план за 2025 година, самите сигурно сте веќе запознати и голем дел верувам дека сте учествувале
во одредени активни мерки. Значи беа објавени вработување и раст на правни субјекти, завршени согласите за практиканство и за поддршка и креирање на нови работни места преку зелени инвестиции. Одзивот досега ние како агенција сме задоволни од одзивот, но секогаш може да биде подобро и затоа апелираме да ги користите активните мерки, бидејќи навистина мислам дека нудат поволности за вас како работодавачи. Во тек во моментов за работодавачите е активната мерка обука кај конкретен работодавач. Истата трае до 30 ноември и доколку некој од вас досега не е запознат, може слободно да го сконтактира, да ги сконтактира вработените во Центарот за вработување Делчево. Тука со нас е и раководителката на Центарот за вработување Делчево. Исто така, освен во непосредно во Центарот, информации може да добиете и на нашата веб страна. Исто така во тек за работодавачите е уште една мерка која што не е во оперативниот план, но е проект кој што Агенцијата за вработување од 2007 година успешно досега го спроведува, тоа е проект на владата, кредитирањето, така да и вие како работодавачи можете да го користите и тоа, значи вработување на невработени лица преку кредитирање, каде што може да имате можност да искористите парични средства по доста односно да искористите доста поволен кредит за вработување. Многу не би одземала време да ги представувам мерките, повеќе би сакала во интерес и на времето и на сите нас да ве чуеме вас со проблемите, да видиме што идеи имате и непосредно да одговараме на ваши прашања. За кратко само сакам да кажам статистика една мала. Центарот за вработување Делчево ги покрива и општина Делчево и општина Македонска Каменица. Од мерките кои што се однесуваат на работодавачите за вработување и раст на правни субјекти во Центарот за вработување Делчево досега се склучени 40 договори за 48 лица. За практиканството досега се склучени 41 договор. За самовработување тоа е претежно за невработените лица, но ете ви ги спомнала до 29 години 18 поднесени пријави, од кои што 14 се одобрени. За лица над 29 години поднесени 29 пријави, од кои што 19 се одобрени. За здружување во ДОО 7 поднесени пријави, тоа се за 14 лица и истите 7 се одобрени, што говори дека ова е можност за една развој на предприемништвото и за развој на самите работодавачи. За обука кај конкретен работодавач, досега можам слободно да кажам дека е мал интересот, но сепак ве поттикнувам доколку не сте запознати да се запознаете, има време до 30 ноември, за сега има само 3 пријави во Центарот за вработување. Мерката не е атрактивна, иако има мал интерес за сега, но можете да ја искористите, значи до 30 ноември отворена огласот. За зелените инвестиции досега се склучени 10 договори. Очекувам дека во иднина ќе има уште поголем интерес. Јас како заменик директор сум лично задоволна за овој крај, дека толку договори, можам слободно да кажам дека се успешни во овој крај. Така да нема да должам многу, доколку сака нешто раководителката да каже. Да, или непосредно ќе видиме од прашањата да ќе ги покриваме. Ви благодарам. Благодарам, Весна. Повелете прашања, тука сме да одговориме, меѓутоа и да донесеме заеднички заклучоци кои би ги пренесле понатаму во Министерството и секако во владата на Република Македонија. Повелете. Ајде. Ако може, да. Мисля, јас немам баш некакво прашање упатено до вас, министри, до директорката, само ќе биде многу добро денеска да слушна добра вест од вас. Ние сме од здруженијата кои имавме проблеми поточно не е проблем, сплет на околности во врска со проектот од UNDP. И
И знам дека и вие се залагате како министерство да го однесеме до влада, нели? Да го... Да, знам проблем. убава вест ми каже, ако не, нема. Но знам проблемот и има убава вест. Вчера помина на економски совет, на КЕС, Комисија за економски совет при владата, јас бев представник таму. Од Министерството за економија и труд се надам денеска информација да ќе помине на влада со мало задолжување, а мораме да одреди во критериумите на анексот на продолжувањето и рокови, мислам, така беше предвидено, така да видите, нема да ве оставиме, колку се 7, мислам, невладени се, 8 невладени и околу 70 на вработени, така? Да. Па нема да ве оставиме на цедула, меѓутоа понатаму јас би ви препорачал, не знам кој ве водел во процесот, сигурно UNDP, меѓутоа пред земање лиценца не смејте да вработувате луѓе, ме разбирате. Добро, тоа е направена некоја, како да речем, системска грешка, меѓутоа има една законска недореченост што треба да се исправи да не дојде до такви работи. Ќе гледаме да се потрудиме да не биде на ваш терет, него да исправиме таа работа. Фала. Не е наша грешка, така? Не, апсолутно не. Знам, имавме и состаноци со здруженијата и во влада бевне, и кај вице-премиер бевне, и јас притисок направив и на институциите ги викнав кај мене, но вистина направиме крајни напори да не ве оставаме на цедо. Така да, сега може допълнам неки прашања. Мисля, имам некој предок по врска со тие мерки, не нашето здружение, тука има и представници од другите здруженија, а најверојатно на ниво на Македонија, дека е добро да биде и некој повик или да биде дозволено да самите организации можат да аплицираат за субвенционирано вработување, пошто многу ќе им придонесе во нивните капацитети во период од една година. Има организации кои што се и помали, а се двигателна економија од причина што знаат да аплицираат во странски фондации и домашни и на некој начин ќе им даде многу поголема одржливост. Во право си коректно затоа што ја потекнувам од невладен сектор и знам колку има капацитет одредени невладени, не сите. Има навистина што може да аплицираат и пред европски фондови и многу понам кај што има поголеми критериуми, така да би се взело повеќе во обзир тоа. Да. Целта е да се помогне на реалниот сектор, меѓутоа и невладените. Се она што дава нови вработувања, развој, прогрес, дали е локален или целокупен на државата, ние сакаме да го поддржиме. Да. Благодарам. Кратко јас. На добро повеќе дело на рамливите категории на граѓани, како кои гледа на мерките од ДАВРБ, уште еднаш честитки, оперативниот план беше најбогат за оваа година. Јас сум советник на Агенција за потребништво и ги изработувам бизнес плановите. Мислам дека имаме добри кандидати. Еви ги моите забелешки, ако може да се кажат забелешки или коментари. Многу е добро и препоръка од Европска унија е да оперативниот план биде донесен што е можно порано во текот на годината, за да имаме предвидливост како за бизнес секторот, така и за реалните категории. Значи, ако повиците се и во јуни, а ние некако нашиот регион се соочува во недостиг на доволно работни места, обично младите заминуваат во Хрватска или некои други места, или кога аплицираат треба да чекаат 4-5 месеци да се ги планираат. Втори предизвик што ми представува, со кој се соочуваме и јавно ги знае, лицата кои што завршуваат во специјалните средни училишта добиваат дипломи или свидетелства за трета година. Во системот се внесуваат како со втора година и не можат да користат практиканство. Ако може исто да биде да се направат некои измени, за да може да ја користат практиканство и да не биде само да свидетелство трета година, него да биде завршено некој средно образование кое што ќе му послужи во моментот. Уште еден предизвик е да речеме и со пожарникарите што рековте, ако вие го донесувате план оперативен во јуни, повикот е да речеме јуни-јули, пожарите завршат во септември, кога ќе ги ангажираме тие пожарникари, кога ќе провериме дали можат и тие истите да бидат вработени. Инаку уште еднаш честитки, посебно за младите, програмата со до 20.000 евра одделчо имаме и програмери што аплицираа и може да кажем дека е сигурно силен придонес.
во дело на, да речеме, на повеќе што беше Македонија, Бугарија, мислам, очекував, затоа што покажавте енергија како министерство, дека некако ќе посредувате да бизнес секторот од македонска страна и бугарска страна, затоа што некако лерка и нас, Оделението за локален економски развој, не покажува некоја иницијатива да ја зголеми информираноста кај бизнес секторот, па и кај од едната и од другата страна. Очекував да се организира средби тука и во Бугарија, за да се измечира. Може би дел од бизнес секторот успел, меѓутоа добра е и за транспарентноста и пред се за малите и микропредпријатија да може да ја искористат оваа мера. Имаме еден, како да кажем, сет на други препораки, меѓутоа сметам дека добро дајме поступки. Благодарам на одличните прашања, навистина одлични и држат место. Прво да се извинам за доцното донесување на оперативниот план. Видете, нашето министерство беше најпогодено од трансформацијата на министерствата со префрлањето на надлежноста труд, или ова порано беше под Министерство за труд и социјала, сега ВРМ и тие надлежности и оперативниот план, вклучувајќи да дојде под наша надлежност. Имавте поголем проблем околу префрлањето на луѓето, архивата и така натаму. Меѓутоа, малиот застој беше и ради тоа што сакавме да ги видоизмениме некои од мерките и да воведеме нови, да не биде како порано што правеле копи-пейст, само пресликувај го истото, а да одредени мерки немаат ни блага везе што се вика зборот со реалната состојба и потреби во Македонија. И затоа овој план не е даден, не е Библија за секојаш, него ќе трпи понатаму и други корекции, вклучувајќи и вас да ни укажете за да можеме да ги вметнеме за наредната година да биде активен тој негде од март месец, а да биде заедно со овие сите предлози кои што ние ќе ги добиеме од терен да бидат вметнати во самиот план. Од тука проблемот произлезе со малото каснење, меѓутоа да напоменеме дека година можеби ќе биде и пообемен оперативниот план од годинава, што значи мерките и постојаните и новите кои ќе ги воведеме ќе бидат уште поактивни. И јас и Весна барав дека, да кажам, бевме најголеми борци да во активните мерки не се воведува на осно деление како образование за приемништво, бидејќи едно од прашањата беше и тоа, бидејќи во Македонија веќе повеќе од една деценија имаме задолжително средно образование. И со тоа ќе ги тераме луѓето на вистина да завршуваат средно образование и да можат да ги користат овие активни мерки со поднесена фактички диплома, односно документ од завршеното образование и струка. И мислам дека година можеби ќе бидат зголемени критериумите да тоа биде со високо образование. Иначе секоја мерка може да трпи корекции, тоа го правиме. На крајот од годината ќе направиме сублимат пред носењето на новиот оперативен план. Ќе имаме заеднички состанок со АВРМ, меѓутоа и другите институции и министерства, така да очекувате в година да имате многу подобар, поатрактивен оперативен план кој ќе кореспондира со потребите на економијата, стопанството и пазарот на трудот за невработените лица да можат да најдат подобро и по-реализирано работно место. Само уште еден додаток и за општинско корисна работа, Делчев, Кехчев, Каменица не аплицира, ова е шанса за долгорочно невработените да бидат препознаени на пазар на труд. Очигледно нашите општини, локални самоуправи, поради задолженост немаа капацитет за да излезат до пресетно камер. И пак ќе кажам, мора и просекторски да се работи и со Министерство за образование и социјала, затоа што, например, и корисниците на социјална помош или по нова ГМП, ако, например, не можат да ги задоволат потребите на работодавачот, ако излезат од фирмата, автоматски ги отстранува системот на социјална заштита и наистина е жално да ги гледаме невработени главни луѓе така. Вака, од овие активни мерки, фактички најголема корист има локалната економија, така? И по дефолт, секој кој би бил градоначалник, иден градоначалник на Делчево, треба да ги анимира луѓето на некој начин преку Агенцијата за подрачното
подрачната единица овде на Агенцијата за вработување, да ги анимира своите сограѓани преку овие активни мерки, дури и да врши одредени обуки и едукација. Јас 3 мандати бев градоначалник на Прилеп, може би знаете, може би не, и секогаш кога имаш активни мерки, ние редовно државме во собраниската сала на општината со станоци и со фирмите и со невработените да ги анимираме, и Прилеп беше еден од градовите кои што имаат и најмногу корисници во активните мерки, посебно мерката самовработување. Моја порака и апел е заедно вие, невладините, бизнис секторот со општината и градоначалникот на општината да ги анимирате што повеќе, бидејќи колку повеќе корисници имате, толку е подобро за локалната економија. Да, во право е. За жал, општинско корисната работа во Америка имаше слаб интерес, од општина Делчево немаме апликација. Навистина жалам, но мислам дека не можам да знам за причината, меѓутоа се надевам дека во иднина тоа ќе се поправи. Во однос на, сакам да напоменам, во однос на она што го спомнавте со пожарникарите, популарно кажани пожарникари, сакам да ја објаснам таа мерка, значи станува збор за јавни работи за заштита и превенција од пожари, значи не директно пожарникари вработувања, и оплеменување на животната средина, што значи дека овие невработени лица ќе бидат ангажирани во превенција од пожарите, но подоцна за периодот за кој што го кажавме, точно поради подоцна носењето на оперативниот план, меѓутоа гледаме да иако овој период нели ќе заврши летниот период, меѓутоа истите тие невработени лица би биле, значи замислено да се вклучат во пошумување и оплеменување на животната средина. Значи не е само заштитата и гасењето на пожари, туку и пошумувањето. Така да таа јавна мерка, таа активна мерка е малку поширока, така е замислена како јавни работи, за да ги опфати и двете работи во интерес и на животната средина, и на самата општина, и на сите нас како нели за секој од нас е тоа значено, затоа што друга околина немаме, мораме да се трудиме и да заштитиме животната средина. Токму во однос на се согласувам за оперативниот план, ги кажа заменик министерот причините на годинашно подоцна носење. И во насока на истото, токму се и овие средби, значи навремено, еве уште на самиот почеток на есента, започнавме со средби и со работодавачите и со невработените лица да ги сублимираме сите работи и ефекти од досегашната примена на годинишниот оперативен план и навремено да размислуваме веќе за носење на новиот. Благодарам. Значи, мерката самовработување, ние имавме една турнеја поголема низ Македонија и со самото известување на луѓето, оние локални самоуправи кои покажа интерес да ги информираме. За жал Делчево не покажа интерес. Има многу кратно зголемување на барањата за самовработување. Ако минатите години имало 2-3 илјади барања, сега имаме 6.000 барања. И тоа е целта, да анимираме повеќе луѓе и оние кои имаат исправни, добри и одржливи идеи за развој на бизнес, собствен бизнес, ние да ги поддржиме. Погледате и други прашања. Како оди во областта на туризмот, развојот угостителството? Угостителството е дел од нашата надлежност. Хотели, ресторани, категоризации, тие работи. Знам дека тука имате многу бугарски туристи кои доаѓаат на дневна основа, посебно пазарен ден. И тоа треба да ви биде развојот на туризмот. Овој крај е преубав, еден од најубавите во Македонија. Најчист, како да кажам. Пошто сте и вие градоначалник
биле во прилеток упратили мандата. Јас би сакал само да ви поставам прашање. Ние сме сите тука од Делчево, сите сме стопанственици и сите го сакаме во Делчево да биде поубаво живење, почисто се. И со овој начин на финансирање на општината и со оваа централизација, ја мислам дека ништо пак треба да се направи. Чаби и друг градоначалник и трет градоначалник да дое, кои се размислувањата на владата за оваа децентрализација, дали на екологија, дали на животна средина, дали отварање на некои овде подручни оделенија, кај се решаваат проблеми. Ние имаме проблеми кога треба нешто да градиме, да правиме, за да добиеш некој одобрение за градба. Па тоа 5-6 месеца. Човек се разочара просто и се откаже од некои работи. Не знам, и тој процент, ДДВ мислам се праќаше 3% до сега општината. Мора да се збориме тој процент. Таа општина мора да живее, да работи, да има финансиски средства. Без тоа, ја мислам, пак ќе е истото. Да, секогаш и кога бев градоначалник, борбата постои централна локална власт. Нормално и ние се боревме тогаш. Почнавме од 0%, сега колку е процентот? 4,7% од ДДВ. Дојден прво 3, па нагоре. Исто и од персоналниот данок. Меѓутоа тука треба да се зголеми данокот, односно да се ревидира данокот на имот. Не да се зголеми, туку да се ревидира, да се направи добра база на податоци. Тука зависи од локалната, да речем, администрација. Исто така, во нас што значи поддршка од владата, како сега што имат општините поддршка од оваа влада, однос на финансиски средства, не знам во минатото. Јас, например, кога бев градоначалник, имавме за некои помали проекти поддршка и мислам претежно парите беа од странски донации и од сопствениот буџет, локалниот буџет, меѓутоа и од локалниот бизнис преку функционирањето на економско-социјалниот совет во кој беа врезани сите компании, учествува во реализација на одредени проекти. Меѓутоа сега има директни инвестиции околу 300 милиони евра од буџетот, централниот буџет за сите успешни проекти преку унгарскиот кредит. Секоја општина по глава на жител добива одреден процент за реализација на капитални проекти. Што значи општините треба да имат готови проекти со кои ќе аплицират и ќе ги искористат и тие со цел да се подобри квалитетот на живење. Бидејќи има навистина одлик на учен кадар од многу општини, дури и поголеми општини од едно Делчево, мака мачат со градежен инспектор, архитект и така натаму, од наредната година ќе функционира ресурсен центар кој ќе биде отворен со помош на швајцарска донација. Министерството за локална самоуправа и неколку други министерства ќе учествуваат во истиот, така да сите овие работи околу градежни дозволи, инспекцијски надзори ќе бидат подобрени, зголемени преку тој ресурсен центар, кој ќе биде директна помош покрај планскиот регион на сите општини во Република Македонија, без разлика дали се во Скопје или надвор од Скопје. И тоа ќе зголеми квалитетот на работењето на општините во наредниот период, а владата и понатаму ќе се стреми да ги поддржува општините со капитални проекти, бидејќи знаеме дека доколку општините се развиваат и можноста за обстојување на тие општини, задржување на населението и развој на локалната економија е поголем. Без развој на локална економија не постои развиена држава. Тоа е основна клетка. И еве овдека исто апел да направите економско-социјален совет кој ќе функционира не проформална пиење кафе, каде што на тој економско-социјален совет, каде што ќе учествува, тоа е симбиоза на невладен сектор, јавните институции под локална капа и секако бизнис секторот, каде што ќе произлегуваат идеи, ќе бидат испроектирани тие идеи и ќе бидат валоризирани преку буџетирање на истите во локалниот буџет или изнаоѓање средства од разни донатори централна власт да бидат истите реализирани. Ако имате јак економско-социјален совет, ќе имате и поефикасен совет на општината, кој би рекол совет советници повеќе се политичко тело отколку на реално решавање на тие проблеми. Ние имате јак економско-социјален совет и затоа многу подобро реализиравме проекти, бидејќи
произлегува идеите од граѓаните и од самиот реален сектор. И то, еве го препорачувам и овдека да го направите. Делчево е една, да наречам, ајде од поживите општини во овој дел на Македонија источниот. За жал има и навистина многу поиселени места од Делчево. Имате можност границата тука ви е и размената не само на проекти и користење на европски фондови, туку исто така и доаѓање на голем број туристи што значат за локалната економија. Направете го тоа заедно, а ние ќе ви помогнеме максимално. Максимално верувајте. Уште едно прашање. Во Делчево постојат, не знам колку директорката знае, 6-7 инвалидски друштва. Ова со повратот на придонес. Сега труд и социјала оди под економија, така? Да, но тој се извинувам, знам што ви е прашањето. Тој дел е во надлежност на Министерството за социјална политика. За вработувањето на инвалидни лица. За повратот на придонес не беше збор. Да, запозната сум дека нешто се доцни. Ќе провериме. Се доцни доста. Последни придонеши се вратени за јануар. Да. Секој месец тие фирми плаќаат придонеси. Видете, по грешка беа префрлени парите во Министерство за економија и труд. Вратени се назад, некои законски измени требаше да се направат, од технички карактер, поради преструктурирање на сите министерства и мислам за брзо време ќе има текотна исплата на тие средства. Нема да има застој никаков. Да. И тоа е под Министерство за труд и социјална политика, на социјална политика, да, се извинувам. Министерство за социјална политика. Да. И демографија. Демографија. Не истото министерство. Министерство за труд и социјала, труд дојде кај нас во економија, а социјала е сега за демографија и за млади преструктурирање. И затоа некои технички, повеќе проблемите од технички карактер се, околу промена на некои закони, да. Повелете. Еве и моје прашање до вас, дали некој има искористено од активниве мерки до сега на Агенцијата за вработување? Да споделиме еве некој искуство. Дајте ни некој пример. Дајте ни позитивно, дајте ни негативно нешто. Да го исправиме, да не стоиме вместо, да движи работата напред. Дајде, повели. Значи, беше метата 7.2 вработување преку програмата на UNDP. Како една по-скромна маленка организација од 2020 и втора нека ги почнати мерки. Значи имаме 31 редовно вработено лице. Многу е добра мерката што возможуваше вработување со основно образование, пошто имаше и лица кои што со тоа образование никој не може да најдат место во система на вработување. Второ, возможи на многу ранливи категории, на самохрани мајки, на лица од социјален ризик, кои што беа да најдат економска интеграција во општеството. Ако од 30 некаде за 20 некои лица кои што ние ги имаме доставени до маја, се сите тие како директорка значи извадени од системот на социјала, вклучени во системот на економија. Това е добрата страна и кој што веќе има стабилна позиција во системот и знаат значи веќе да ја организира и работата и времето и окружување. И втората мерка која ја користиме беше исто така добра од зелената агенда, каде што јакнењето на организацијата принудиме да ги зголемиме и капацитетите, да се институционални капацитети и овозможиме еден поголем простор од 800 метри квадратни. Првиот проект од реконструкција на објектот беше зелената мерка, која успеаме да смениме прозори, прати, енергетски ефикасности со објектот, кој што денеска веќе е на некоја половина и во функција, што е најважно. Да.
Значи това е за нас беше много голем придонес като организация да можем да дојдеме до нивото кое сме сега. Само една исправка. UNDP се само посредници. Да. Средствата се од граѓаните на Република Македонија. Да. Не се од UNDP. Бидејќи имаше забуна, порано UNDP, демек UNDP средствата ги дава. Не. UNDP е само посредник и по некоја логика, од почетокот од 2005-2006 година тамо, тие се во Министерството и се дел од тој процес. Сите работи ги прави Министерството. Вработените од Министерството со нивна помош и парите се ваши од граѓаните на Република Македонија. Ние го малку Значи не се странски граници. По-быстро го научиме, тој е моментот која стана проблем. Гледат многу луѓе имаат забуна. UNDP е дел од процес и благодарност до нив што ете дошло до некој степен во Министерството. Иначе, комплетна работа на оперативен план, да, UNDP го водат процесот, меѓутоа е од вработените институциите. Да, во суштина тоа беше на нашите рефлексии од медиите. За финансирање на предпријатија, користите средства до 1 000 000 евра. Преку кој го финансира? То преку влада беше, така сега во Министерството за економија и труд. Да. Не е преку Агенција за странски инвестиции. Од агенцијата, да, сега преку влада дојде во Министерството за економија и труд. Да. За финансиска поддршка на фирмите, за развој на фирмите, нови технологии, конкурентност и така натаму. Повеќе критериуми. И овде извозни критериуми. Да, извозните фирми. Ако сакате, јас можам да споделам информација на мейл со вас, да видите што е како е. До сега во проектот се офатени 192 фирми. Да, ова година. Па наредна година пак да си аплицираат. И тоа е дел од огромната поддршка. За поголемите компании зборувам, мали, средни, големи компании. Ние користиме. Да, па добро е. Добро. Тоа се 5-годишни договори. Да, вече 4-та година. Имаме извоз. Фирмата наша со што се занимава? Производство на фурнир, вукофурнир, елементи од вукофурнир, столови, 95% ние сме извозно ориентирани. Не сме познати. Каде имате на магазин? Молим? Каде изоставя? Работиме за Норвешка, за Икеа, Шведска, за Словенија, за тие за сите, да. И тие средства и користиме, пошто секоја година зголемуваме Колку извоз. работа имате? 300. Машала. Машало, ние си знаеме, машало, да. Ајде користете на доставя, ги пратете, и искусно сте ги знаете. Како фирма, користете ги максимално. Може прашање? И што треба за сите, кажам, значи што ви треба за сите информации, Министерството за економија и труд отворени ви се вратите, да знаете. Се што треба или не ви е јасно, или одите Скопје додека често, кажете, министер, ние сме Скопје заменик, сакаме да се видиме на кафе тука со нас, кога се договориме. Извинете, да не испадне, до сега сме били на вакви состаноци, ова влада, друга влада, трета влада, се вака и телефонски броеви и после 10 дена нема телефонски броеви. До сега секој што дошол кај мене бил пример во канцеларија, добил информација за сите активни мерки, се или нешто ако е нејасно околу мерките. Се што е во однос на професионално, тука сме да ви помогнеме, затоа сме таму. Да. Дел од фирмите, значи кои што сме извозно ориентирани, дали постои можност или како идеја, например, да се субвенционира, например, по пачи производ као помош, например, од ваша страна? Во која програма мислите? Па програма различна, например, ние сме од секторот во текстилство, например, као извозно ориентирани, например,
пошто имам информација од Бугарија, например, као програми кои што се ориентирани на тој начин, значи извозно и ги субвенционираат по пачи. Работат лон систем или своје производство? Океј, да може да напишите како предлог да доставите до нас, па ние да го процесираме таму кај што треба. Добро би било како идеја, се не можам да кажам да или не. Сепак повеќе институции треба да кажат, да. Да, имам финансии. Да, добар предлог. Да. Имаме други прашања? Колку жители е Делчево моментално? Има 13.000? Да. А порано колку било Делчево? 18.845. И Министер, јас колку работам во Агенција за сработување и директен соработник со работодавачите, кога ќе се соочиме очи во очи, секогаш имаат проблем за тоа што мерките излегуваат парцијално во одреден период од годината, а тие сакаат да вработат невработено лице во одреден период во почетокот или во текот на годината, па имаат замерки зашто не требаат постојано, а се парцијално. И пошто имаме постојан недостиг на невработени лица и додека да излезе мерката за да стане лицето во работен однос, веќе во Германија. Мислам дека сите ќе се сложиме со тоа дека Да бидат постојано отворени. проблем. значи да биде отворени постојано за да ги пресретнеме лицава да не одат. Мислам дека тоа барем во тук, да. Временски период за страт огласа. Да, меѓутоа имаме ограничен опфат и ограничени средства. Нели секогаш мораме се трудиме за да биде сето тоа транспарентно, значи не е дека имаме обврска, но ние самите сме си ја поставиле за да биде транспарентно и да биде достапни до сите подеднакво. Ние објавуваме, знаете, јавен оглас. И сега нормално, ако се пополни бројот, завршува мерката затоа што сме го исполниле планираниот опфат и планираните средства се потрошиле. Секако дека онаму каде што ја спомнав мерката за обука е конкретен работодавач, таа малте не можам да кажам дека е отворен постојано, бидејќи 30 ноември е веќе крај на година, значи цело време е отворено. Мерките каде што има послаб интерес, секогаш ги продолжуваме и е отворен огласот. Се надеваме дека во иднина ќе имаме поголем опфат, уште повеќе средства, за да може да исполниме и ова барање на работодавачите да биде постојано отворено, меѓутоа сепак сме сега за сега ограничени. Јас само сакам да си го искажам, барањето што Благодарам, ни го секако, затоа сме тука, ќе се трудиме за... да. Се надевам дека ќе имаме и повеќе средства и поголем опфат. Да. Значи се што до сега не било возможно, не дека преку ноќ може секогаш да се смени, но ќе се трудиме да биде и нешто подобро секогаш. Не знам да се онлайн што аплицираат, може повеќе кажи што? Фирма сме мала, со подружници и градови. Го аплицираме за мерка, дали во иднина би се направило да се аплицира онлайн за друг регион, да го правиме овде од Делчево. Видете, една од напорите е секако да се дигитализацијата е една од заложбите како на владата, така и на Агенцијата за вработување. Секако има доста предуслови кои што ќе треба да се исполнат, но се надевам искрено, ќе работиме на тоа да може да се овозможат и онлайн апликации, на тоа се иде, нели, за да се избегне веќе и човечки фактор и субјективноста, така да се надевам дека зависно од можностите побрзо ќе дојде до дигитализација и до исполнување на ова барање. Секако сите барања кои што денеска ќе ги чуеме и во иднина
Значи отворени сме, секогаш може да доставите предлози, сите ќе бидат соодветно разгледани, зависно од можностите ќе бидат одговорени. Добро, дали имаме други прашања? Добро, ако нема да ви се заблагодарам за присуството. Че извините за моето напрегание малку со зборување, меѓутоа добро е што дојдов денес овде. Се надевам да се гледаме наредна прилика и почесто. И доколку имате некои потреби, не оставајте ние да инициираме, инициирајте и вие. Ние ќе дојдеме на секоја ваша иницијатива. И тоа ни е работа, да комуницираме заедно и заедно да градиме Македонија. Значи телефонскиот број ќе ви биде достапен во секое време. Па, секој што пуштил порака сум околу. За се. Може да добиеме. Да, 071 201 111.